Почитувани гледачи, во емисијата Растеме разговараме со Јорданка Черепналкова-Трајковска, координаторка на проекти и на СОС линијата за деца и млади при Меѓаш. Добре дојдовте во нашата емисија. Добре ве најдов, добре дојдовте и вие кај мене дома. Така, сега мора поради условите кои што се такви, мора да ги вршиме овие разговори преку онлайн комуникација. Меѓаш во овој период отвори група, токму поради вонредната состојба во која се наоѓа нашата држава, се вика Заедно дома, за да си ги охрабрат семејствата времето кое што го поминуваат со своите деца да го поминуваат квалитетно. Кога точно се отвори оваа група и каков е интересот за учество во неа? Така. Значи, уште веднаш кога почнавме да работиме во услови кои што ги налагаше ситуацијата, односно работиме од дома, почнавме да размислуваме на кој начин да останеме во контакт со оние кои што ни се најважна целна група, децата, семејствата. И се роди набрзо веќе во март идејата да се формира една таква платформа и на почетокот веќе на 2, 3, можеби 6 април официјално заживеа групата која што се вика Заедно дома на Facebook и уште од стартот рапидно почна да расте бројот на членови, што многу ни израдува дека сме направиле вистински потек, вистински чекор, возможувајќи простор каде може да се зближат, спојат, споделат, инспирираат меѓу себе децата заедно со своите родители. И сега сме веќе близу бројката од 3000, нешто помалку од 3000, од 2700 ми се чини дека број групата на Facebook во само еден месец, точно еден месец, како месец и една недела како постои групата, со неверојатни идеи, креации, истражувачки, физички активности, значи се она што во обичаени услови не би ни текнало дека можеме да го правиме дома. Меѓусебне дури се случува да споделуваат активности или постапки како нештото да го направат, па да сподели некој нешто што го претходно го видел на групата. Би ја спомнала и освен оваа група, значи Facebook групата Заедно дома повеќе ни беше насочена кон децата до 13 години, преку нивните родители, нели, да постираат, да споделуваат и да се анимираат, додека по возрастните или по големите, тинеџерите над 14 години, за нив пак отворивме Инстаграм група и од скоро, од пред 15 на дена или повеќе, приклучевме кон нашиот тим кој што го работи, кој што работи на поттикнување на заживување на групата и 2 волонтерки, средношколки од меѓународната паралелка во Јосип Брз Тито во Скопје, кој што еве од денеска започна една нова кампања, да речам, како се викаше, креативна ерупција, со цел да ги поттикнат младите да споделат какви се креативни цртежи, изработки и други креации прават во седејќи дома во ова време, со цел да прерасне на некој начин на еден уметнички музеј на творби што младите ги прават, па да видиме каков одек ќе има, каква реакција ќе има меѓу младите во следниве неколку денови. Така, сега, кои се правилата за учество во оваа група? Нели има на почеток кога сакате да се приклучите во оваа група едно прашање за да не се злоупотребува? Така е. Значи целта беше да се создаде сигурно, безбедно место во кое што споделуваме креативност, споделуваме позитивност, даваме поддршка. Така што правилата се дека се почитува соодветниот јазик, изразување, дека не се користи говор на омраза, нити пак се споделуваат, бидејќи не од комерцијален тип, да не се споделуваат постови од други, да речам, комерцијални страници, туку идејата е ние да создаваме, ние да си ја поттикнеме внатрешната креација и на тој начин да ги поттикнеме и другите како по-осмислено, по-интересно да го поминуваат времето со своите деца и сите членови на семејството, затоа што навистина тоа се семејни активности во кои што сите се вклучени, помали и поголеми деца и родители.
Основните да не се постираат недолични фотографии кои што затоа што сепак главната публика на Facebook групата децата и без разлика дали ќе гледаат со родителите или сами, треба да е нешто што е соодветно на нивната возраст, на нивните потреби, на нивниот психички развој. И за сега се прочитува и е во најдобар ред. Така, споменавте дека има многу интересни активности. Може да споделите некој од оние кои што ви оставиле впечаток токму на вас? Ох, многу се. Можете да замислите од 3000 луѓе колку барем по еден пост да ставиле, а некои по повеќе, меѓутоа има од креирање на некакви се друштвени сами што се ги создале друштвени игри до организирање на некакви физички забавни игри со движење, со постигнување цели, барање на некое скриено богатство, значи како да ги анимираат до игри во дворот, некои што имаат кои што живеат во куќи, кои што имаат такви услови, до споделување на дури креати што ги работат, што им ги заделе како задача им се чини интересно од градинка или од училиште, до истражувачки проекти, многу се, навистина се многу и на почетокот бевме воодушевени колку креативни луѓе имаме во земјава, како едва и да чекаа простор каде сето тоа да се изрази, каде да се многу сме среќни што успеавме да поттикнеме една таква креативна енергија. Обично на која возраст се децата кои што ги прават овие игри? Па би рекла некаде, не знам, не сме правеле таков преглед, таква анализа, што не значи дека нема да ја направиме, би било добро. Меѓутоа има доста од предучилишна возраст, значи деца што одат во градинка, кои што имаат барем еден родител нели сега дома, има таква можност. Меѓутоа има и училишни деца, имаме дури 7-8 деленци кои што не забавуваат со своји, имаше и такви постави, сега се сеќавам со некој свири на виолина, па имавме и такви постави во кои што уживаме во музиката што ќе ни ја представат, па имаше театарски представи со театар направиле куклички сами. Така што широка е возрастната група, баш така дока што рековме дока 13, па еве велам дури имаме и од некои повозрастни осмоделенци, тоа е веќе 14-15 години. А на Инстаграм групата, нели, тинејџерите што објавуваат најчесто? Па за сега затоа ги вклучивме и средношколките волонтерки во групава за малку повеќе да ги анимираме, затоа што се до сега беше некакво репостирање или заследување на други. Сега сакаме истото да го поттикнеме, значи нешто што самите би го создали, би го споделиле тука. И ајде да видиме оваа идеја со креативната ерупција, со создавање на уметничко место виртуелно, дека ќе успееме. Така. Сега од друга страна, нели, ова Facebook група помага, нели, да се мотивираат родителите заедно со децата како креативно да го поминат времето дома, но од друга страна постои и некое психичко преоптоварување, па постои физичко насилство во семејството. Токму поради тоа, нели, имате и телефонска линија за деца и млади. Дали децата пријавуваат семејно насилство? Така, СОС телефонот за деца и за млади постои скоро колку што постои самото меѓаши, е составен дел и е значаен извор за тоа што им се случува на децата во нашето општество и на некој начин не насочува каде да ги какви активности да предвидиме, каде да насочиме нашата програма. Во овој период има, значи постојано е отворен од 8 до 16 часот, постојано е отворен СОС телефонот, без разлика дали ќе се звони на 2465 316 со повикувачки 02 или на 070 236 390. Има секогаш да се јави психолог со кој што може да се поразговара. Неколку години наназад трендот е дека се јавуваат повеќе возрастни лица, секогаш поврзани со проблеми или прекршени права на децата. Значи тоа е целта на СОС телефонот. И во овој период, да речам од март наваму, на почетокот
Имавме јавувања за барање на некаква материјална поддршка или поддршка во хуманитарна поддршка во облека, во храна, во некакви хигиенски средства од семејства кои што ги имаат изгубено работите, обично се од угостителската дејност заради настанатата ситуација. Имавме јавувања на родители на разведени родители кои што не знаеа како да се снајдат во новонастанатата ситуација со полицискиот час, особено за по однос на видувањата. Семејно наследство имаше јавувања, меѓутоа не толку колку што изјавуваат други институции, да речеме дека е зголемен бројот на пријави на семејно наследство. Не можеме ние да направиме да заклучиме дека е зголемен бројот на јавувањата во овој период. Не, барем на нашиот телефон не стигнале, имавме, велам, неколку случаи. И во сите случаи, значи, секогаш прво го ислушуваме проблемот за што станува збор, и доколку сметаме дека треба да се упати на некоја надлежна институција, најчесто е тоа Центарот за социјални работи или евентуално полиција или некоја друга организација која што може да им помогне во наведениот проблем, секогаш ги упатуваме или директно се обраќаме ние до институцијата за да слушнеме и другата страна на приказката, што е превземено и како е превземено. И имаше, ми се чини, само едно јавување од дете со колешката која што заедно го сервисираме телефонот за околу домашни работи поврзани со училиштето. Така накратко би било за овој период. Како да ги охрабриме сите кои што се соочуваат со некаков проблем да ви се јават токму на вас? Во меѓувреме, сега тековно од минатата недела, од почетокот на мај, на неколку и национални и локални телевизии оди едно видео со маскотата на Медја Шипушовко, кој што пред се собраќа на децата за како тој го поминува своето време дома во услови на вонредната ситуација и на крајот ги повикува дека за било каков проблеми да има, дека можат да се јават на телефонот, а наскоро ќе излеземе повторно со едно видео, точно наменето за охрабрување на децата и на младите да се јават за каков и да е проблем. Секој проблем е достоен за внимание, без разлика дали се однесува на другари, на неразбирање со родителите, за некакви други проблеми со училиштето, со љубовен проблем, каков и да е, дека телефонот е отворен токму за нив и дека има кој да ги слуша, дека тајната останува тука, во разговорот помеѓу детето, младиот и психологот со кој што ќе разговараат, така што затоа и постоиме. Значи, без разлика дали е дилема, не мора да е нешто, не знам колку сериозно, може би размислување, па му треба некаков совет. Тука сме, отворени сме и спремни да изслушаме. Ви благодарам на разговорот. Благодарам и јас на поканата. Здраво, јас сум Бушавко. Сакам да ве замолам за солидарност. Сега седам дома и така се заштитувам и себе си и другите од вирусот COVID-19. Многу ги сакам сите од моето семејство. Тие се полни со разбирање и им го посакувам најдоброто на светот. Дома е многу забавно. Со моите најмили Правиме најразлични работи. Играме игри, читаме приказни, гледаме интересни емисии и вежбаме, но и чистиме. Па и чистењето може да е забавно. Со наставничката и другарчињата учиме онлайн, а со моите пријатели се слушам секој ден. Си раскажувам интересни случки, сите заедно, заштитени дома. Мите ги рачињата, правилно и често, и не заборавајте на личната хигиена. И доколку имате некаков проблем, побарајте помош на 02 24 65 316 или 070 390 632. И вашата тајна останува тајна. Медјаши.